Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Греко го објави извештајот за еволуацијата на Република Северна Македонија, петиот круг на оцена, каде се упатени вкупно 23 препораки за Република Северна Македонија. Но она што треба да се потенцира во овој извештај е дека во него се опатени и низа неправилности, како и незаконско работење на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ во последната година од низиниот мандат. Во извештајот, меѓу другото, се посочуваат примери на корупција, кршење на човековите права, се посочува дека поранешниот премиер Никола Груевски е под истрага за нелегално финансирање на партијата. Исто така се посочува за неправилности во процесот на јавните набавки, односно доделување на тендери на фирми блиски до ВМРО-ДПМНЕ. Почитувани, ова се само дел од неправилностите на кои се повикува извештајот на Греко, а кои се однесуваат за 2017 година и порано, односно во периодот на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. За разлика од антидржавниот однос на ВМРО-ДПМНЕ, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во последните 2 години сериозно постапува по препораките на Греко и е посветена на реформите што се во интерес на граѓаните и државата. Како што најави Министерството за правда, во фаза изработка на законот за лобирање, во кој се имплементирани сите препораки на Греко. Предходно, во однос на професионалноста на носителите на јавна функција, уште во март минатата година, владата на Република Северна Македонија во рамки на планот 369 донесе насоки за добро управување на избрани и именувани лица во извршната власт. Уште една реформа која што ќе се реализира, а е дел од последниот извештај на Греко, се однесува на измени на одлуката за формирање на канцеларија на председателот на владата на Република Северна Македонија. Имено во рамките на Генералниот секретаријат на владата на Република Северна Македонија веќе тече подготовка за изменување и дополнување на одлуката за формирање на кабинет на председателот на владата, во која попрецизно ќе се утврдат критериуми за договор на ангажирање на советниците на председателот на владата. Како одговорна партија, предводника на парламентарното мнозинство, со големо внимание ги следиме сите препораки од домашните и меѓународните институции и организации. Остануваме посветени на реализацијата на реформскиот процес кој обезбедува независни, професионални институции и води кон напредокот, односно кон евроинтеграциите и НАТО. Ви благодарам.